Како предјадење за вашето утрешно мени, ви предлагаме да подготвите домашни крањски колбаси. Чешнињата лук ги сечеме на половина, потоа ги гмечиме со нож. Во садот со лукот налеваме 200 мл врела вода. Месото го сечкаме на парчиња. Потоа месото и го посолуваме. Ги толчиме зрната бибер. Со истолчениот бибер го наросуваме месото. Ги мешаме парчињата месо со рацете за да ги впијат зачините. Потоа со рака ги промешуваме парчињата лук за водата да го впие вкусот од лукот. Парчињата месо покрупно ги мелеме со машина за мелење месо. Во садот преку цедалка ја додаваме водата во која беа парчињата лук. Во садот го додаваме и белото вино. Потоа со рака го месиме тестото. Го оставаме месото да отстои 1 час. Во меѓувреме, на машината за мелење месо ставаме дополнителен цилиндричен дел. На цилиндричниот дел ставаме едно говецко црево. Потоа цревото го набираме на цилиндричниот дел. Го отсекуваме цревото. Меленото месо го ставаме во машината. Ја вклучуваме машината и го полниме цревото со месо. Откако целото црево ќе го наполниме, ја исклучуваме машината. Цревата ги подврзуваме, вртејќи ги во круг за сите колбаси да имаат иста големина. Постапката ја повторуваме и со другите црева. Потоа ги сечеме цревата на подврзаните места, формирајќи ги колбасите во пар. Во тава за пржење на оган ставаме масло да се загрее. На загреаното масло ги ставаме паровите колбаси да се пржат. За време на пржењето колбасите ги превртуваме. Во тавата со колбасите ги додаваме и парчињата претходно варени компири. Колбасите ги вадиме од тавата и ги редиме на чинија за сервирање. Потоа на чинијата ги ставаме и парчињата компир. На двата краја на чинијата врз парче зелена салата ставаме по 1 лажица сенф. Добар апетит!